Живееме во време кога навистина непријателот се е страв на секаде. Сигурно денови, односно последниве месец-два, познат ви е називот Вухан. Се слушнале за тоа место Вухан во Кина? И за оној коронавирус. И ја баш вчера прочитав, мислам првин Снеже ми кажа, дека видела на вести, дека во Штип таму некоја жена наводно сумнителна, дека можно е да е заболена коронавирус и јас веднаш знаев дека не е, мислам така ми дојде некако, пошто како што на времето се шегува некој во времето на птичиот грип и така некако и бидна, мислам, окей, во ред, имаше некој, јас пак ќе кажам жртви, дали имаше од птичи или од свински грип во тоа време, не знам, ама не ги кажаа кои се. Значи, ако пратевте точно тогаш, јас дори коментирав на некој таму, не кажа име и презиме, како што вообичаено знаат да кажат, ете, не знам, некоја родилка таму на поредување, умрела или така натаму, па ќе кажат по име и презиме. Не, окей, во ред, но, што сега да кажам, жена од Штип. И испадна дека е од грип болна, и не е ни чудо, затоа што доста од симптомите се многу слични, како овој коронавирус, како што кажуваат. И да ве прашам, дали се плашите од вакви вируси? Сигурно не? Да, тоа не го спомнав, заборив во шега, велеа тоа птичиот грип, а Македонија е толку мала, знаете, птиците ќе ја надлетаат и не може да се случи да толку е мала што да. Во ред, значи ме радува тоа што велите дека не ви е страв. Ви е страв од смрт? Тука некако помалку слушам потврдни одговори. Еве, јас лично можам да кажам дека мене не ме страв од смрт. Ми е страв од некои други работи, можеби, ама од смрт не. Мене, не знам, не е тоа фобија, ама имам некој страв, да речеме, од вода. И затоа не научив да пливам. Се мачеа околу мене доста инструктори во тоа време, тамо до 8 оделение, ама никако не ме научија, дури и во морска вода, значи не научив да пливам, па камоли во езерска. Да, на мртво море сигурно, да. Тамо нема потреба ни да се обидувам да пливам. И се надевам дека на новата земја нема да има длабоки води. Па да мора да ме учат да пливам. Се снима, не знам ако сакаш нешто да споделиш, ајде, ќе ти дадам збор. Се уште е вовет. Да. Па да, расширено е веќе. Да кажам, страшното е тоа што доста брзо се шири, како според податоците што ги добиваме. И да, брат Даниел минатата сабота спомна змии, лилјаци, глувци, што беше. Океј, ја имам некоја своја мислење, ја мислам дека е вештачки пуштен и тоа баш во Кина, ама океј. Може да е и вака и така, тоа може да шпекулираме, не и да нагаѓаме, но знаеме денеска на што се способни лабораториите и луѓето со зли умови. Но зборивме за страво, значи, ви кажав, јас уште како мал, некако, ете, тоа исто ми беше некој впечатлив сон, кој што често пати го гледав. Тоа беше како една секвенца, значи многу кратко. Океј, секојаш кога сумнувате од како ќе станете, после многу кратко ви изгледа тоа
што се осонувале, како јас се наведнувам на некоја вода и некој ми зарива нож позади овака. И што знам, некако тоа така ми остана, не дека е можеби од тоа, не знам, ама ете страв од вода, значи од голема вода, не зборам јас. Има луѓе кои што имаат фобија од било каква вода. Тоа е веќе фобија, ова моето не верувам, не е фобија. Значи. А инаку кога сме кај фобиите, има еден куп, се вели дека има преку 500 видови на фобии. И ископав некој податок дека 12% од населението во Соединетите Американски држави имаат проблем со ваков или таков вид на страв, на фобија. И така натаму. Да речеме хидрофобија, ете тоа е таа фобија од вода. Клаустрофобија, знаеме тоа што е сите. Зоофобија, страв од животни, од одреден тип е од змии, да речеме, поготово, знам дека жените се плашат. Имавме ситуација во Шведска, кога бев сведок на страв од глушец. Исто беше женска особа во прашање, која што видела глувче некоја мало во низината соба и цркање, викање, трчање, како да видела не знам што. Во ред, ама тоа е фобија. Бактериофобија. Фобија од бактерии. Па по 100 пати си ги мијат рацете, па не знам што, па знаете, све да биде како што треба. Има дури библиофобија. Тоа е страв од книги, така прочитав, меѓутоа ја мислам дека денеска светот и тоа и овој наш овде во Македонија има онаква библиофобија и како страв од Библијата. Им е страв да отворат да читаат. Ќе ја чуваат можеби дома, нормално како и се друго, суеверно, онака, ќе им стои во полица, ќе им носи среќа или не знам што, ама им е страв да прочитаат нешто од неа. Да, овие стравови може да бидат страшни. Јас сега со жалење можам да кажам дека брат ми на некој начин отиде заради такви некои стравови. Тој имаше страв од доктор, како право, и некои други работи. Да, тоа се негативни емоции кои што треба човек да ги совлада. Вие страфли од лав, да речеме. Не во зоолошка, не во тој во зоолошка. Да, јас кога беше, па со Андре, да, последен пат и Јани бевме, Андре Оршано, отидовме во зоолошката и за прв пат имав прилика да ги видам обблизо оние сибирските тигри. Јас се воодушевам од сите мачки, од тој род на мачки, поготово овие големи, значи сибирскиот е најголем и за прв пат можев така од близу да го видам, меѓутоа воопшто не ти е страв, затоа што знаеш дека има ограда. Се биле двајца истражувачи во Африка и одеднаш им налетал разбеснет лав. Знаете, таму нема огради. И едниот рекол, остани мирен и гледај го право во очи и тој ќе избега. И потом му вели, па зар не се сеќаваш како читавме ние во книгите за диви животни? Тоа таму така стои, овој другиот му вика, да, јас и ти сме ја прочитале книгата, ама не знаеме дали лавот ја прочитал. Страшно е да ви излезе некој такво животно, значи со токава уста, не знам. Не е тоа маче. Не е тоа мало маче. Страв од другите. Видите, колку може компликации да донесат овие стравови. Се плашите од другите и затоа настојувате и се трудите да им угодите. Што вели таму Павле? Јас не сум тука за да им угодувам на луѓето, туку да му угодам на Бога. Ама ако ви е страв од луѓето, вие ќе бидете склони да им угодувате на луѓето и тогаш и вистината нема да ви види толку драгоцена, туку ќе, знаете, ќе излезете, еве, ако сте во позиција како мене, на катедра и ќе, пошто вие страв од, не знам, од овој, од оној, па ќе вртите, ќе сучите, вистината некако ќе ја закривате, нема да можете да ја кажете, еве, како Даниел пред царот на Навуходоносор. Тој имал храброст, немал никаков страв, имал страв само од Бога и затоа можел отворено да му каже. И значењето на сонот и така натаму.
Потоа да им се допаднете, да добиете внимание од нив, да се трудите, затоа што ви е страф од нив. Како што кажав, да не ја кажете целата вистина, за да не бидете отфрлени, значи страф од отфрленост. Страф од смрт, кажавме, страф од старење. Па и кај не ти кај другите. Страф од иднината. Знаете, Библијата вели дека луѓето ќе умираат од страф од она што иде. Страф од иднината. На некој начин, стравот, вознемиреноста, загриженоста, сите имаат врска со нешто што е во иднина. И денес би сакал, на некој начин, во поттикнат од сите овие случувања да проговориме, пак сме зборувале порано, но во пакет стравот, загриженоста и вознемиреност. Тие одат во пакет, затоа што едно со друго се поврзани. Потоа страф од губење на здравието, страф од губење на работа, страф од губење на супружникот и така натаму и така натаму. Ги има многу. Јас пак и се сетам порано, како помлад, како детиште, знаете, во Свети Николе, мал град, па често пати знаеше улицата која се враќавме, или се враќав начисто сам. Мислам, тогаш ми беше страф, иначе, која бевме повеќе, секој дека не е. И улицата таму кај што живеев, знаеше да биде темна, или сијалица не смениле со месеци, или ја скршил некој уличната сијалица, така натаму и темно. И знаете, и одите, и гледате некоја сенка таму, и сенката, како што ви се шири, и тоа зеницата на окото, и сенката се шири, и мислите нешто мрда, кој знае што се има. И тоа, да ви кажам дека ми исчезна, значи, комплетно такви, било каков страф, знам, Коци и Надежда ме имаат прашувано, како не ми е страф тука сам, во толкава зграда. Па на почетокот, малку, може би, значи, знаете, има природен страф и вообичаен здрав страф, кој што не одржува во живот. Меѓутоа, многу брзо се навикнав и на сите тие звуци и така натаму и не беше страф. Но, само да кажем еден момент во животот, тоа беше на војска. Кога бев на војска, 93-та, на Скопска Црна Гора, на граница, ве праќаат среден мрак, често пати и помагли, во патрола. Да, Малино Мала, Бродец, Брест и така натаму. И вие одите во темното, меѓутоа, што ќе ви е страф кога имате автоматска пушка, 30 куршуми во рамката и уште 90 позади, 120 куршуми, нека излезе и мечка и лав и што сака може да излезе. И некако како од тоа време како да се замислам дека стално имам пушка со мене. Не, во ред, сега е веќе сосема друго. Значи. Ако го имате Господа во животот, тоеш не ви требало од сенки, од мрак, од не знам што, да ви биде страф од многу поголеми работи, камоли од такви нешта. Но да не одзема многу време со мене, да се насочиме на словото. Значи, живееме во време на страф, непријателот и те како го користи тоа, стравот. Затоа јас ви уверувам дека многу наскоро ќе слушате уште пак, таму случај во Македонија, сумнителен коронавирус, вака, така, онака. Значи, сето тоа и било и ќе биде, и повеќе ќе биде. Значи, непријателот игра на таа карта, затоа што човек кога е исплашен, не може рационално да размислува и да носи здрави и добри одлуки. Да отвориме во Исаија 41:10. Еве, тоа нека ни биде прв стих за денес. Исаија 41:10. Патем, како што почнал овој стих, не бој се, или не плаши се. Знаете ли, некој пресметал, не знам, ја не сум ги броил, дека 365 пати во Библијата ја има спомната оваа фраза. Значи, за секој ден по едно имате. Не бој се. Не бој се, вели 10 стих, зашто јас сум со тебе, Господ вели, јас сум со тебе. Не обрнувај се исплашено,
зашто јас сум твој Бог. Јас те хрепам и ти помагам. Те подпирам со победничка десница. Или овде, значи, кога вели не бој се, зашто јас сум со тебе, не обрнувај се исплашено, не се вознемирувај, вели другиот превод. И гледате како се поврзани. Стравот, вознемиреноста или анксиозност, како го викаат, и загриженоста. Тие се сите меѓусебно поврзани. Прво да кажем една работа, значи, од загриженост, од страв, од вознемиреност не можете да имате никаква корист, туку само штета. Тоа е факт. Мислам, не мора тука многу што да кажуваме, но да прочитаме Лука 12 глава. Што веле Исус овде во Лука 12 глава, 25 и 26 стих. А кој од вас може, грижејки се, да му додаде еден лакот на својот раст? И така, ако не можете да направите ни најмалото, зошто се грижите за другото, за поголемите работи? Грижата, вознемиреноста, значи не може ни малку нешто да имаме корист од нив. Ево и еден лакот, вика, да пораснеме или било што. Туку напротив, само штета. Да прочитаме во Пословици 12:25. Пословици 12:25. Грижата во срцето го притиска човекот, а добриот збор го весели. Зарем не е вака? Елен Вајд вели, грижата ја исцрпува животната енергија кај човекот. Се грижите за ова, се грижите за она, и ако сте склони на такво нешто, на вистина, што ќе остане од вас и колку енергија може да остане и за денешниот ден. Грижата го притиска човекот. Да отворим сега пак во Исаија, во 57 глава, да видиме, зборувајќи за Израел, за Божиот народ, како жена, како невеста, во 57 глава видите што ни вели овде Господ, што ни порачува. 57 глава, 11 стих. Видите какви све други последици може да има од стравот и од грижите. 11 стих, 57 глава. Кога си се уплашила и боела? Зошто си изневерила? Дека мене веќе не си ме спомнувала, ниту си ме чувала во срцето. Молчев, ги затворив очите, затоа не се боеше од мене. Внимајте, од страв. Што имаме овде? Изневереност. Од страв може многу лесно да го изневериме Бога, да му бидеме неверни. Да не си спомнуваме, да заборавиме на Господа. Значи, во состојба на страв, на паника, вие сте како парализирани, каков Бог. Ќе заборавите на тоа дали има некој до вас, камо ли на Бога. Изборуваме сега, не зборуваме за, значи, здрав тип на страв. Ја кажав, стравот е природна работа, некоја ситуација која ете некој ќе ви изненади или не знам, ако вие немате страв од ништо, тогаш, што знам, ќе се спуштите од некаде од озгора без кочници со точок и кој знае как ќе завршите. Значи. Меѓутоа, зборуваме за состојба, која што, значи, оној природен страв може да ве одржи во живот, ама ваквиот страв може да ви го скуси животот, како што видовме. Стравот, грижата го притискаат човекот. Овде вели дека лесно можеме да го изневериме Бога, лесно можеме да заборавиме на Него. И вика, затоа не се боеше од мене. Значи, некој кажал дека ако имате страв од Бога, страв од почит, тогаш нема да ви биде страв од ништо друго. Ама ако имате страв од се друго или било што друго, тогаш немате страв од Бога. Ти едно со друго не оди. Исаја 41 глава, значи малку поназад, повторно го читаме тој стих, што го прочитавме 10-тиот, но во контекст.
Библијата заповеда дури да не се плашиме. Значи, не бој се, учитам повторно 10-тиот, зашто јас сум со тебе, не обрнувај се исплашен, значи не вознемирувај се, зашто јас сум твој Бог, јас те крепам и ти помагам, те подпирам со победничка десница. Ете ќе се засрамат, ќе се смутат сите кои беснеат на тебе, ќе бидат уништени, ќе пропаднат оние кои се спореа со тебе, ќе ги бараш твоите противници, но не ќе ги најдеш, ќе бидат уништени како да не постоеле оние кои војуваат против тебе. Зашто јас, Господ твојот Бог, ја крепам твојата десница и ти велам, не бој се, јас ти помагам. Не бој се, Јакове, црвче, Израелу, ларво. Јас сум твоја помош, говори Господ Израелевиот светец, е твој искупител. Црвче, ларво, ништо. Може да се сплаши од се и се што, ама Господ вели, не бој се, затоа што јас те крепам. Јас сум со тебе. Па и самите ние, какви се непријатели можеме да имаме во животот и ништо тие не се во споредба со најголемиот непријател, наши Божи, кој што има таква моќ. Но меѓутоа Господ вели, не плаши се. Дури во Откровение, во 21 глава, значи на самиот крај од Библијата одиме, скоро на самиот крај, видите што стои запишено ова, може би често пати го превидуваме на некој начин, не го забележуваме. Откровение 21 глава, 7 и 8 стих. 7 вели, кој победува, го наследува ова, значи ќе влезе и низ портите на градот Иерусалим, ќе се спаси и така натаму, и јас ќе му бидам Бог, вели 7 стих, и тој ќе ми биде син. И видите сега во 8 стих што вели. А на страшливците, значи цела ова редица ја почнува со страшливците и на неверните, и на гнасните, и на убијците, и на блудниците, и на вражалците, и на идолопоклониците, и на сите лажци, нивниот дел име во езерото кое гори со оган и суфур, тоа е втората смрт, во огненото езеро. Значи да, лажците, убијците, блудниците, така натаму, ама овде вели и страшливците. Па нормално, вие утре кога ќе се соочите со таа светска сила, кога ќе ви дојде новиот Навуходоносор, и кога ќе рече, ај сега поклонете се на мојот кип, ако вие ја немате храброста и силата на Духот Свети, како Ананија, Азарија, Мисаил и Данило, тоа ќе клекнете многу лесно пред кипот. И ќе го обесчестите Бога на тој начин. Матеј 6 глава. (25 до 34). Познати стихови, кои што се однесуваат на грижите, на тоа што ќе јадеме, што ќе пиеме. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни, ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници, и пак нашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејки себе, од тој стих пак, да му предаде на својот раст еден лакот? Значи залудна е грижата. Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилени како растат, како се трудат, ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така, полската трева што денес е, а утре ја фрлат во печка, нема ли многу повеќе вас? Што вели овде? Маловерни. Зошто ги спомнуваме заедно стравот, вознемиреноста, грижите? Зашто сите имаат еден исти корен. Неверие. Неверието е коренот и на стравот, и на вознемиреноста, и на грижите. Ако вие немате доверба во Бога, еве, цело време тука Исус тоа им го потенцира. Па зарем Господ за вас нема да се грижи? Кога се грижи за малото врапче? Што ќе јадете, што ќе пиете? За мали ситници, ситници во споредба со многу други работи. Даниел бил пред таа трпеза, кај што имало се, ама решил да одбие да не учествува во храната на таа трпеза. Значи имал се да јаде и денес, и утре, и сите тие 3 години за
време на тоа образование во Вавилон. Не му било грижа на него што ќе јади, што ќе пие, ама не се за јадење или за пиење. Не сакал да го оскверне, да го обесчести Бога и застанал цврсто и храбро и не се плашил ни од Навуходоносор, од владетелот на светската империја. И рекол, ние не би. Од тоа ние сакаме веган диета. Вода и зеленчук, како беше. Неверието е во коренот на сите овие работи. Што ни вели Павле во Филипијаните 4 глава, оние познати стихови негови. 4 глава Филипијаните 6 и 7 стих. Не грижете се за ништо, ама за ништо, туку во се, преку молитва и молба со благодарност искажувајте ги своите просби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Ако сите грижи му ги предаваме на Господа, ако не се грижиме за ништо, тогаш ќе го имаме оној мир, за кој што денеска луѓето фрлаат купишта пари за да го обезбедат, значи најпродавани лекови, значи таа фармацевска индустрија толку се збогатила само од лекови за анксиозност, за страв, за такви работи. Значи знаеме ние кај нас што најчесто се пие и се користи. За се нешто, диазепамче или лексилиумче. Значи, токму затоа се опасни овие работи, мора да ги искорениме од нашето срце. Тоа се негативни емоции, но затоа што коренот им е во неверието. А ние не можеме да му угодиме на Господа без вера. Ајде да се вратиме сега во оној стих кој го читавме во 57 глава Исаија, да се подсетиме повторно каде што исто така вознемиреноста, стравот се поврзуваат со неверие. 57.11. Кога си се уплашила и боела, значи кога си се уплашил, кога си се боел, зошто си изневерила? Видите, стравот води кон неверство. И всушност и значи неверство. Кое е решението? Ајде да прочитаме неколку стиха при крај. За тоа, второ послание до Тимотеј 1.7. Што вели овде? Второ послание до Тимотеј 1.7. Зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себе владење, и самоконтрола. Тоа е тоа што Господ сака да го поврати во нас, значи тој Божи лик, духот, слично нешто пише во Римјаните 8 глава, значи тој свети дух, ако го примиме, тоаш нема што да се плашиме. Сите оние великани, па скоро братјани зборуваше за Самсон. Каде му била силата? Во косата? Духот кој што го поседувал. Во Бога. Зошто бил неустрашив. Пословици 18.10. Господовото име е цврста кула, праведникот прибегнува кон него и наоѓа засолниште. Во Господа ни е заштитата, во Господа ни е засолништето. Знаете како тие градови на прибежиште кои што постоеле на време. Ке си прибегнете, ке влезете внатре и тука сте на сигурно. Така е нашиот Бог. Ако сме со Господа и во Господа, нема што да се плашиме. Тука е нашето засолниште. Знаете, скоро зборувавме за Јов. Што вели таму?
Ѓаволот се жали и вели, па ти си го заградил, па затоа ти служи. Господ не заградил сите нас, кои што сме му верни. Па дури ги штити и останатите. Знаеме, целата планета е заштитена се уште, на некој начин. Ги држат, нели, оние 4 ангели на 4 агли од земјата, ветриштата. Тоа е заради тоа што Бог се уште ги држи. Ако Бог ги пушти, тоаш ќе настане вистински хаос. Ние сме по Божја заштита. И само во Него можеме да се заштитиме. Треба да Господ, Светиот Дух ни делува да ги промени нашите мисли, да всушност соодветно размислуваме. Тоа е исто така решение, затоа што знаете, може стравка човек обично, тоа е фобија, фобијата обично е страв на нереални нешта, нешто што е нереално, вие си го замислувате како тако. Па дури самите ученици, ако се сеќавате во една од бурите на Галилејското езеро, се исплашиле од Исуса. Им се ученил како привидение, доаѓа да ги спаси, а тие се плашат. А за разлика од нив, во другата бура на истото езеро, кога Исус спокојно спие во чамецот, не се плаши од ништо, воопшто не почувствува ни трунка страв. Знаете ли зошто? Вели сестра Елен Вајд, затоа што имал целосна сигурност во својот Отец и во неговата љубов. Дека тој, ако тој не љуби, тој мисли за нас, зарем ќе дозволи да не знам што ни се случи. На крајот на криштата, најголемиот израз на неговата љубов е давањето на неговиот син, најдрагото, да умре за нас на крстот. А ако сме го добиле Христа, со Христа се. Токму тоа и не го вели. Да прочитаме Римјаните 8.32. Или најнапред 8.28, еден од моите најумилени стихови. 8.28 па 8.32. Што вели 8.28? Го знаеме ли овој стих? Треба на памет да го знаеме. Зашто се содействува за добро на оние кои што го љубат Бога. До тука доволно е. Се содействува за добро на оние кои што го љубат Бога. Се. Буквално се што е случува во животот. А 32 стих вели: оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго со него? Зарем да се сомневаме во тоа? Ако ни го дал својот син, тогаш се друго. Лесно е се друго. Дури можеме да ги читаме овие стихови подолу од оваа глава. Од 35 стих. Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли? Притеснувањето ли? Гонењето ли? Гладот ли? Голотата или гибелта или мечот? Како што е напишено, заради тебе не убиваат постојано, не сметат како овци за клање, но во се ова победуваме надмокно преку оној кој не возлюби. Значи, и вели понатаму, зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни еднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божјата љубов која е во Христа Исуса нашиот Господ. Ако знаеме дека Господ не љуби со таква љубов, што го даде дури и својот единороден син, тоаш што има да се грижиме? Господ се грижи за нас. Господ ни дал се преку него. Псалм 37, уште неколку стиха за храбри на крај. Од 5 до 8. 37 псалм. Познат псалм, познати стихови. Да. Предај му ги на Господа сите своји патишта, надевај се на него и тој ќе води се. Твојата правда ќе блесне како светлина и твојот суд како пладне. Смири се пред Господа и надевај се на него.
Не дразни се заради оној кој напредува на својот пат, заради човекот кој кове подло, стивни го својот гнев, остави ја лутината, не се дразни за да не направиш зло. Лутина, гнев, страв, вознемиреност, несигурност, така натаму, сето тоа е испомешано. Но што вели? Предај му ги на Господа сите своји патишта, верувај во Него. Псалм 55, 22. Довери му е на Господа сета своја грижа и тој ќе те подкрепи. Не ќе остави никогаш да се сопне праведникот. Видите колку прекрасен стих. Довери му е на Господа сета своја грижа, сите своји грижи, што вели Павле, и тој ќе те подкрепи. Нема да остави праведникот да загине. Да се сопне, што вели стихот. Самото Божје присуство треба да ни влее надеж, сила, сигурност. Псалм 23:4. Ако тргнам из долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезл и твојата палка ме утешуваат. И би завршил со Матеј 10:28. Ги спомнав Анани, Азари и Мисаил. Иако, немавме прилика да имаме таа поука минатата сабота, но ги знаеме сите тие настани многу добро. Добиваат наредба да треба да клекнат сите, значи да клекнат да се поклонат на златниот кип кој што го изградил Навуходоносор. Големиот цар, големата гордост, не му дозволила да го направи кипот како што го видел во сонот, како што Даниел му го кажал сонот, туку не е целиот ќе биде златен, и јас вечно ќе владеам. И што велат таму овие три момчиња? Не се поклонуваме, затоа што знаеме дека Господ ќе не избави. Ама, иако не избави, значи, нема страф ни од смрт, ни од ништо. Ние сепак нема да се поклониме. Што вели Матеј 10:28? Не бој се од оние кои го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеклот. Многу јасно. Зошто да се плашам од било каков смртник и човек? Мислам дека таму 118 од Псалм 6 стих, тоа е средишниот стих, некои велат во Библијата, е токму тоа. Не бој се од човек. Што може да ти направи човек? Значи, не треба да имаш страф од човек. Што може да ти направи? Може да те убие, па може и да те убие. Еве, сеќавате на оној пример што кажуваше Сергеј за црквата во Нигерија, каде беше, не знам. Не, во Руанда, да. Каде што оние терористи барале да го исплукаат сите, да исплукаат сликата Христова и да се откажат од него. И тоа мало девојче не го направило. Зошто? Затоа што кога имаш страф од оној кој што може да ти ја погуби душата и да те снема, значи, за сета вечност, тоа што има да се плашиш од оние кои што само може да те убијат и или спомнавме страф од смртта. Зошто да имате страф од сон? Па за Библијата смртта е сон. Да ви е страф да заспиете. Нали, нелогично е. Зошто да имам страф? Па таман ќе се отпочинам. На некого дури многу добро ќе му дојде. И му доаѓа кога, има можеби мачна болест и така натаму. Решението е Господ. Решението е верата во Господа. Цврстиот однос, цврстата заедница со Него. Да, не е лесно, живееме во стресно време, каде што, како што кажав, непријателот игра на таа карта, користи стравот за да може да не разниша, да ја разниша нашата вера, но ако цврсто се држиме до Господа, ние се уште не сме во време како што биле Данило и неговите другари во Вавилон. Не сме во такво време. Кој на нас со сила не тера, не знам, нешто да правиме спротивно нашата вера. Но ќе дојде тој ден. Сега е времето кога треба да закрепнеме и да имаме цврста вера за да се одржиме тогаш. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.